Се чини измените на изборниот законник повторно шлајфуваат во место, иако сите партии повикаат дека изборни правила мора итно да се усогласат. За собранискиот спикер Африм Гаши сега дилема било дали Министерството за правда ќе понуди целосно нов закон или само пакет измени на постојниот. А всушност треба да се утврди дека е нужно веднаш да се променат овие работи. Прекројување на изборните единици од сегашните 6 во 1, намалување на бројот на пратеници од 120 на 90, прочистување на изборниот список, промена на начинот на државното финансирање на изборната кампања и регулација на онлайн медиумите. Треба да се смени и, например, начинот како да функционира државата од моментот на распишување до завршувањето на изборите. Според сегашниот модел, за ова време државата е закочена во функционирањето. Значи не е важно дали ќе е нов закон или измени на постојниот, важно е дека е потребна брза реакција и наведените потреби да се решат веќе еднаш. Да не се случи да ги дочекаме и следните избори по сегашните правила, кои праксата покажа дека не се добри. Пречеста е појавата на насилство врз жените во Македонија. Ретка е вистинската борба тоа да се намали. Со цел да дадат импулс за решавање на овој голем проблем, вчера парламентарки започнаа кампања 16 дена активизам против насилство врз жените и девојките. Излегоа на улици и делеа информативен флаер на граѓаните, а и разговараа со луѓето за важноста од препознавање и пријавување на насилство. Се е тоа добро, но минатото за жал покажа дека повеќе жени пријавуваа насилство во полицијата и обвинителството и судот, но не добија доволно заштита. Сите се сеќаваме на страшниот неодамнешен случај со младата велешанка која десетици пати пријавувала и во полиција и во обвинителство дека ја киднапира и тепа посесивен поранешен партнер, но сериозни мерки не биле превземени, па насилникот ја уби. Значи парламентарките треба да делат флаери и во полиција и обвинителство и пред се таму да направат контроли и да извршат притисок овие институции да си ја завршуваат работата како што треба. Посиноќешната изјава на поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски дека поднел оставка од координатор на пратеничката група на СДСМ. Денеска тој мораше да се дообјаснува. На социјалните мрежи Спасовски напиша дека не сака повеќе да биде координатор во собранието, поради неговото несогласување со резолуцијата за црвени линии, која ја промовираше претседателот Венко Филипче, а не поради слабите резултати на изборите. Спасовски изрази оптимизам дека СДСМ може да се врати на победнички курс, но само со мобилизација на искусните, посветени и силни кадри што ги има партијата. Представен е предлог текстот на новата национална стратегија за соработка со диаспората 2025-2030. Тоа денеска го стори министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој објасни дека се работи за 5-годишен план за развој на соработката со представниците од диаспората, иселениците и припадниците на македонското национално малцинство. Ја представуваме нашата обврска, нашата зрелост и нашата одлучност како држава, конечно, вистински, системски и долгорочно да им се посветиме на нашите луѓе надвор од границите. Државата создава систем, а не импровизација, партнерство, а не протокол, долгорочна визија, а не адхок мерки, истакна министерот. Стратегијата во следните неколку дена ќе биде отворена за јавноста, а секоја заинтересирана страна ќе може да даде придонес за нејзино подобрување. По 50.000 евра казна ќе платат 4 маркети за картелско здружување, а Сојузот на стопански комори кој ги координирал во тоа ќе плати казна од 18.585 евра. Вакво решение донесе Комисијата за заштита на конкуренцијата, која соопшти дека казнетите го прекршиле Законот за заштита на конкуренцијата. Утврдено е дека на состанок одржан на 5 февруари 2025 година учесниците постигнале усогласен став за неприфаќање нови или зголемени ценовници од добавувачите, со што ја замениле состојбата на независно пазарно однесување со состојба на практична координација. Овој вид на однесување по својата природа представува така наречен buy object, ограничување на конкуренцијата кое е забрането без потреба од дополнително докажување на пазарни ефекти, соопшти КЗК. Казната од по 50.000 евра за секој од трговските друштва, велат од КЗК,
Треба да превенираат идни нарушувања на пазарот и заштита на потрошувачите и пазарната конкуренција. Обилните дождови од минатата недела го зголемија водостојот на реките. Од една страна тоа е добро затоа што се поднаполнија испразнетите езера, а лошата страна е што реките се излеваат. Во Ресенско беа поплавени куќи, улици и плодно земјиште. И во други делови на Македонија беше слично. Денеска управата за хидрометеоролошки работи повторно издаде жолто ниво на предупредување поради постоење на потенцијална опасност од излевање на реките. Ова особено важи за северниот и западниот регион на државата. Според синоптичарите, во целата држава ќе врне обилно во следните неколку дена. Американскиот председател Доналд Трамп се откажа од крајниот рок поставен до Киев за прифаќање на неговиот мировен предлог за војната во Украина. Крајниот рок за мене е кога се ќе заврши, потенцираше американскиот председател. Инаку тој нагласи дека не се согласува дека Русија не прави отстапки. Па тие прават отстапки. Голема отстапка е да престане да се бори и да не се зазема повеќе територија, рече Трамп. Во време кога на Запад растат разни јавни облици на немоногамни заедници, Римокатоличката црква објави нов документ со кој застанува во одбрана на моногамијата, соопшти од Ватикан. Документот е потпишан лично од папата Лав 14. Во него се нагласува важноста на бракот меѓу маж и жена, а сексот во бракот има два аспекти: обединувачки кој го зближува парот и може да ја одразува божествената љубов, и прокреативен што значи раѓање деца. Токсичниот газ фосфин е откриен во хотелската соба на семејството од Хамбург кое почина во Истанбул. Супстанцата била откриена во брисеви земјини од собата, фосфин е пронајден и во крпите на хотелот. Сепак, конечното утврдување на причината за смртта се уште се чека. 4 членови на семејството од Хамбург починаа додека беа на одмор во Истанбул во средината на ноември. Првичното сомневање е труење со храна како причина за смртта, но тестовите во рестораните каде што семејството јадело не покажале присуство на опасни супстанци. Наместо во храмот на Божицата Хера, денес без публика поради ограничениот капацитет и со употреба на огнот запален од сончевите зраци, во археолошкиот музеј во Античка Олимпија се одржа свеченоста со палењето олимписки оган за зимските олимписки игри Милано Кортина 2026. Огнот ќе се запали на отворено, но целата церемонија ќе биде внатре. Оваа промена беше неопходна поради лошите временски услови и континуираниот дожд што го невозможи одржувањето на церемонијата на античкиот стадион, соопшти од Грчкиот олимписки комитет. Кризата низ Европа се повеќе се чувствува. 1 од 4 европејци се уште не ги плаќа своите сметки на време, покажува најновиот извештај на Интрум за европските плаќања на потрошувачите. Цели 43% од потрошувачите во Европа изјавиле дека последните години имале трајно негативно влијание врз нивната финансиска благосостојба. Цели 63% од испитаниците од генерацијата Z изјавиле дека доцнењето со плаќањето сметки оваа година е редовна појава, а не еднократен настан. Многу европејци се уште живеат од ден за ден, стои во извештајот. Сите 24 ученички киднапирани од вооружени лица минатата недела во северозападната нигериска држава Кеби се спасани, изјави председателот на оваа африканска земја Бола Тинубу. Девојчињата беа киднапирани на 17 ноември. Се уште не се објавени детали за операцијата за спасување. Нападот во Кеби беше најновиот во серијата масовни киднапирања во Нигерија. Поранешниот бразилски председател Жаир Болсонаро започна со издржување 27-годишна казна затвор, откако Врховниот суд ја одби неговата жалба. Тој беше осуден за организирање обид за државен удар по изборниот пораз во 2022 година. Заедно со него беа осудени неколку негови блиски соработници, високи офицери и поранешни министри.